Туку напротив, Коринтската лига беше целосно и недвосмислено ставена во полза и во служба на мојата најголема и единствена животна цел – да ја подигнам моќта, славата и величината на Македонија на највисок историски пиедестал. Последната точка од договорот гласеше вака: секој член на лигата дава свечена изјава под заклетва дека нема никогаш да се обиде да ја собори македонската монархија на Филип II и на неговите потомци. Според додатокот потомци може лесно да се види и јасно да се заклучи дека договорот беше вечен. Гледате ли какви договори подпишуваше вашиот цар, вашиот монарх? Ете по овие и вакви брилијантни успеси се вратив од преговорите на Коринт во Македонија. Она што го направив на тие преговори представува компромис помеѓу македонската политика на моќ и панелинистичката политика на Исократ. Меѓутоа компромис во кој македонските интереси дојдоа најмногу до израз. Во известна мера само желбите на Исократ на втората страна се исполнија, но и во такви форми што тој не ги предвиде, бидејќи тие форми беа поставени и се реализираа врз основа мојата најголема животна цел, а таа беше македонска доминација над Грција. Еве, читајте, овдека пишува: по овие и брилјантни успеси Филип се врати од преговорите на Коринт во Македонија. Она што тој го постигна на тие преговори представува компромис помеѓу македонската политика на моќ и панелинистичката политика на Исократ, меѓутоа компромис во кој македонските интереси најмногу дојдоа до израз. Во известна мера само желбите на Исократ на втората страна се исполнија, но и во такви форми што тој не ги предвиде, бидејќи тие форми се реализираа врз основа единствената и најголема цел на Филип, а таа цел беше македонска доминација над Грција. Еве, читајте, нека чита моето сегашно поколение, нека читаат денешните македонски раководители, историчари, професори, научници, академици и дипломати. Нека читаат илјадници тони книги се напишани за мене и за мојот син, дека сме македонци и ништо друго. Кај им е умот. Во моје време беше чест, гордост и слава да се биде македонец. Се друго беше като, долу, ниско, настрана, таму, потаму. Зашто им служат главите на денешните македонски раководители, историчари, научници, професори, академици и дипломати? За носење носови, капи и уши ли само? Секој ден се фалат дека биле мудри.
Во што се состои нивната мудрост? Во глупоста ли? Држава немаат, име немаат, знаме немаат, грб немаат, закон немаат, пари немаат. Тоест, пардон, се извинувам, пари имаат. Еве ги нивните пари. Пари ли се ова за срам и за понис на целиот македонски род? Грците вакви такви барем покажа известна страхопочит. Од едната страна на дракмата сонцето, од другата Александар, и пишува Мегас Александрос Василев Македон, големиот Александар, царот на Македонија. А овие мојве исковале пари со туѓо, со римско име, со риби, со жаби, со кучиња, со мачки, и уште самите за себе си велат дека биле мудри. Ум немаат, глава немаат, круна немаат, престол немаат, цар немаат. Имаат само еден изроден и доден вазал и ништо друго.